Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме полнети лигни со ориз и имаме една одлична медитеранска салата. Веднаш почнувам, гледајте ме. Како што најавив, така и ќе направам. Денес ќе сготвам полнети лигни. Ќе направам една превкусна медитеранска салата и едноставно во оваа ладна зима ќе донесам малце топлина. Лигните се морски плодови кои ги имаме во текот на целата година. Посебно во последниот период многу наши компании ги носат и свежи и јас навистина многу се радувам и понекогаш сакам онака да се чувствувам малце поразлично. Денеска ќе готвам медитеранска храна. Полнети лигни и тоа на многу едноставен начин. Ќе искористам зеленчук кој го имаме во текот на оваа сезона и ориз. Ајде да почнам полека. Прво, што треба да направите? Да купите убави свежи лигни. Кога ќе стигнете дома, добро да ги чистите и да бидат баш овака бели. Значи, се што има од нив да ги чистите, а посебно натрешната коска, која знае многу да биде залепена за самата лигња и многу тешко се вади. Ставете ги во длабока вода, добро исперете ги и чистете ги и треба да изгледаат вака. Лигњата ќе ја полниме, а незините пипци ќе ги испржиме и ќе бидат како додаток со лигните, секако и со превкусната салата. Ајде да почнеме. Ставив рибен бујон да се готви полека, ставив тавче на оган и прво ќе почнеме од кромидот. Избрав црвен кромид, затоа што е поблак од обичниот и многу ситно ќе го исецкам. Лигните се многу интересни морски плодови, меѓутоа многу е важно да знаеме термички како да ги обработиме. Тие се мекотели и не бараат долга термичка обработка, него на јака температура многу кратко, треба само да омекнат. Некој вели дека ако ја исечеме лигњата, ја расшириме, ја засечеме од сите страни, ја ставиме во врела вода, само 10 секунди се доволни за лигњата да биде термички обработена и да биде убава и вкусна кога се јаде мека. Што повеќе ја готвиме, толку повеќе се стега протеинот во незе и таа станува гумена. Со температурата кога правиме такви лигни не треба да биде многу висока, него максимум до 175 цезусови степени. Ајде сега полека ќе додадам масло во тавчето кое е веќе загреано. Ќе го наместам огнот да биде на средна температура. Пиперката ја исецкав, сега ќе го исецкам и лукчето. Морковото можете да го исецкате на ситни коцки или слободно да го изрендате. Морковот ќе даде една посебна блажина која одлично одговара со вкусот на месото од лигните. Значи, многу едноставно и како и секогаш, вистински треба да уживаме додека готвиме. Одлично, сега ќе го додадам прво кромидот. Макдоносот ситно ќе го исецкам и ќе го ставам откако ќе го додадам оризот. Меѓутоа, убаво е секогаш се да ни биде спремно. Затоа, купете се што ви е потребно, дојдете дома, излупете, изрендајте, направете, ставете се пред себе, наредете го онака како што треба да се приготвува по ред и почнете со вистинско уживање. Кромидот треба само да застакли, а од кога ќе застакли, во него ќе ги додадам пиперките и морковот. Ќе оставам зеленчукот убаво да се испржи, меѓутоа не да изгори. А од кога ќе се испржи убаво, тогаш во него ќе го додадам и оризот.
полека да се испржи и тој, кратко време, 2-3 минути, а потоа постепено ќе додавам од бујонот за убаво да го обработиме оризот, затоа што, како што кажав, лињата не бара долга термичка обработка. Откако ќе го направиме филот, ќе ги наполниме лињите, а потоа ќе загреам масло заедно со вино, со лук и со црвена пиперка, ќе го ставам тавчето во загреана рерна заедно со лињите, меѓутоа многу кратко време. 230 температурата на печката е идеална и само 3-4, максимум 5 минути, потоа ги вадиме лињите и вистински уживаме во нивниот вкус. Зеленчукот омекна. Сега ќе додадам малце лукче. Ќе го додадам оризот. Добро ќе измешам и ќе го оставиме сето ова неколку минути да се испржи и оризот. Сега ќе го зачинам со црвен пипер, сол, бибер и секако на крај малце дафинка. Што го замириса. Откако оризот ќе се испржи, прво во него ќе додадам малку бело вино. А потоа ќе почнам да го додавам и бујонот, белото вино, ќе го даде токму тој медитерански шмек, што всушност секогаш го чувствуваме кога сме на море и кога јадеме морски плодови. Сега брзо промешајте и штом испари алкохолот, веќе ќе можеме да го додаваме и рибниот бујон. Што го мириса. Еве сега жежок бујон. Ќе почнеме прво со половина од потребната течност. И постојано ќе додаваме, се дорека оризот добро не набабри и не се свари. Сега ќе го додадам и макдоносот. Оризот одлично се обработи заедно со зеленчукот. На крај ќе додадам уште малце свеж макдонос. 2 мали чешњиња лук, многу ситно исецкани. Ќе го исклучам од оган. Ќе го додадам лукчето. И уште еднаш добро ќе промешам. Сега ќе почнам да спремам смесата што е за во тавата каде што ќе се печат лињите. Сега ова ќе го трнеме тука да се лади. Огнот ќе го запалам и прво ќе го исецкам зеленчукот. Црвена пиперка, бруноас исецкана на многу ситни коцки. Кога тавчето ќе биде загреано, јас ќе ги сецкам и пиперките. Прво нешто што ќе направам, ќе додадам масло, а потоа пиперките многу малку термички да се обработат, да омекнат. Кога ќе омекнат, ќе го додадам ситно сецканото лукче, а потоа во целата таа смеса ќе додадам бело вино и ќе оставам малце да прокрчка, да излезе алкохолот од виното. После таа смеса ќе ја ставам во, да видиме до кај сме, добре. Ќе ја ставам во тавче, а во него ќе ги додадам лињите. 230 степени, многу кратко време. Ајде сега пиперката да ставиме да се испрши. Намалете ја температурата. Лукчето, кој што кажав, ситно ќе го исецкам.
убаво. Отлично. Сега ќе го додадеме и белото вино. Ќе оставиме малце смесата да искрчка и ќе го додадеме и сецканиот макдонос. Додадете малце сол и малце црн бибер во оваа смеса и што ми ја добиете оваа густина, може веднаш да го исклучиме огнот и целата оваа смеса да ја ставиме во тавчето каде што ќе ги печеме лигните. Доаѓа многу важен момент. Треба да ги наполниме лигните. А тоа се прави многу едноставно. Или со мало лажиче ќе земете да ги полните полека, или пак ако имате ваков најлонски шприц, наполнете го, меѓутоа не многу, и една по една убаво наполнете ги и смесата во лигните мора да иде до долниот крај на лигњата. Или пак земете убава кеса за замрзнување, наполнете ја многу внимателно и исечете онолку колку што треба да биде дебело. Јас овдека ќе исечам околу 1 сантим, што е сосема доволно за да можам убаво да ги наполнам лигните. Ова е сосема доволно за една лигња, сега ќе видиме. Еве ги, отлично. Супер. Еве една лигња како изгледа, полнета. Баш добро изгледа. Сега ќе ги ставиме во тавчето. Меѓутоа, секоја лигња ќе ја премачкаме со маснотијата што е останата во тавчето од зеленчукот. Одлично. И така, една по една, сите лигни со вистинско уживање ќе ги наполниме, а после секако ќе уживаме во нивниот вкус. Лигните ги наполнив како што видовте, ги стави во садот и сега одат на печење. 230 целзиусови степени, максимум 5-6 минути. Еве ги ставивме на 6 минути, а за тоа време ставиме тавче на оган да се загрее. Овој пат треба многу добро да се загрее. Јас почнав да ја спремам и салатата. Едноставна медитеранска салата. Маслинки, лук, лимон, макдонос, краставичка и шери домати. Може да дадете и кромит, може да дадете све што вас ви сака душа, за вам да ви биде вкусно, драги мои. Да ги досечкам шерито. Така, многу едноставно, ќе ги ставиме во голем сад. Ќе ги додадеме маслинките. Одбрав зелена каламата со пиперче и црна каламата. Имаме макдонос. Краставичка. Ја исечеме на ситни коцки. Убавите работи многу едноставно се прават. Запамтете го тоа. И токму
Тоа е убавината на медитеранската кујна. Многу едноставна. Ставаме и малце црвено кромиче. Една чешне лук. Многу ситно за неговиот вкус да го има насекаде низ салатата. Идеално ќе одговара со вкусот на лигните. Сол, малце бибер. Сок од лимон и секако масло за салата од нашите пријатели од Витаминка. Едноставно, а многу вкусно. Одлично, салатата ни е спремна. Тавчето е добро загреано. И сега ќе ги земам главата или пипците на лигњата, кои претходно многу добро ги чистив. Внимавајте кога ги чистите, во средината имаат очи. Тие треба да се извадат за тоа што се доста цврсти. Тука едно сум заборавил. Може камерата да види како изгледа сето тоа. Ќе ги сечеме на половина. И пошто многу сакам кога лигњата е на тркалца и кога е панирана па похована, една од лигните зачував. Еве и овде сум заборавил едно од очите, меѓутоа ништо не е проблем. Еве го. Ги сечам на тркалца една лигња. Сега малце ќе ги посолиме лигните. Маслото си се загрева. Помина 6 минути, јас ги извадив полнетите лигни, одлично изгледаат. Во тавчето ставаме лукче и веднаш ги додаваме лигните. Многу кратко. Одлично, сега ќе го додадеме и макдоносот. И уште многу кратко ќе ги оставиме. Лигните се готови. Сега да пробам да исечам една лигња, да видиме како изгледа внатре полнета. А потоа ќе ги ставиме во голема чинија заедно со салатата. Сега да сервираме. Во една голема чинија ќе ги ставиме лигните, во другата чинија ќе ја додадеме салатата. Прво ќе ги исечеме малце. А све ова што е од тавчето ќе додадеме во чинијата, затоа што таму е вкусот. Видете оваа убавина. Видете го колоритот, на вистина мириса на Медитеран.
Ова е најубавото за мацкање за оние кои сакаат да си мацнат, а јас сум еден од тие. Многу ми е вкусно, кога ќе направам нешто убаво и вкусно за јадење, да си мацнам со лепче. Ето така. Ја ставиме прво едната лигња, другата. Еве ги сите тука ќе ги наредиме. Како да не проба човек? Многу е важно лињата да биде обработена онолку колку што ќе биде добре и добро ќе се џвака. Тоа е успешно направена лиња. Еве ги сега и пипците. Све е тука. Све си е на свое место. Како што кажав, све ќе искористиме. Многу вкусно. Драги мои, нека ни е на здравје. Медитеранската кујна е навистина многу вкусна кујна. Денеска сум вистински задоволен за тоа што лигните и салатата испадна баш онака како што сакав. Големо благодарам до нашите пријатели од Гурман месата Насовски во населба Аеродром и Центарот за физикална медицина ПЗУ Ива Беланова од населба Лисиче, која се грижи за мене секогаш да бидам во одлична форма. Секако големо благодарам и до сите останати наши пријатели кои се грижат за нас, овдека вистински да уживаме и едноставно имајте убава и пријатна вечер, се гледаме утре.